Сега најако! Најако! Ви благодарам што не гледате. Денес имаме поинаква емисија. Сосема поинаква емисија. Знаете, не знаете, обично читам од едно тука што го викаме идиот. Обично читам од тоа, ама сега идиотот е празен. Идиотот е празен бидејќи не ми треба ништо што да читам. Ова е емисија во која што ќе зборуваме од срце, ќе зборуваме без сценарио, ќе зборуваме онака како што ни доаѓа да зборуваме, бидејќи правиме емисија, еден вид посвета на Тоше Проески. Да. Ова е еден голем дел од бендот на Тоше, дами и господа, исто така, Гуру Харе бенд. Таци, Бумбар, Харе, така, и се надевам дека и вие нешто ќе споделите ти, Харе, како фронтмен, како плеймейкер на тимов. Да, се надевам и ти ќе споделиш. Имаме пријатели од Тоше кои што ќе дојдат тука, ќе си ги кажат своите искуства од тоа како го знаеле, како дружеле, каде се биле заедно и слично, а јас ќе ви кажам едно мое искуство, прво искуство со Тоше, така сериозно, без да е само на здраво и за жал и последно. Тоа беше на концертот, големиот оној концерт на градски стадион. Ја тогаш работев во А1 телевизија и ме пратија нормално да известам од стадионов, да известам од концертот, бидејќи тогаш дечки тоа беше невидено, значи тоа беше огромен спектакл што се случуваше таму на градскиот стадион. И ова што ќе го видиме сега не сум го видел ни јас, а ни никој всушност од тогаш. Поминало многу долго време, има многу коса, немојте да се чудите, немојте да викате како вау што е работа. Многу е одамна. И само ќе ви кажам дека кога се вратив по концертот, по снимањето на тоа, дојдов дома и на мајка ми, буквално тоа ми го има зборувано отпосле неколку пати, и реков, човеков е нешто како што нема никаде на светот. Толку е уникатен и толку имаше уникатна енергија, што делува клише, и мислев дека е клише, и мислев дека е онака дека сите само зборуваат, Тоше, да, ангел, има аура, има енергија, и кога прв пат поминав со него повеќе од 2 минути, јас се уверив во тоа. И тоа сето што е зборувано во позитивна конотација, верувате, сето тоа е вистина. Страшно нешто каква енергија имаше со себе и како буквално те магепсува со 10 секунди гледање во очи. Јас тој спомен ќе го носам за секогаш и многу ми е драго што од тогаш имам видео, што сега заедно ќе го погледнеме и ќе се потсетиме на она што се случуваше на градскиот стадион, на тој мега спектакл на Тоше Проески режија. Одиме со прилога. Можам бар да се разбудам, посвет на љубовта, без стари долгови и тие се ништа, во чекор што ме денеја. Значи, ексклузивно се наоѓаме на најатрактивното место во моментов, не само во Скопје, туку и во Македонија. Јас сум веднаш лично и персонално до Тоше Проески, кој што, гледате, ги прави најпоследните подготовки за неговиот голем хуманитарен концерт на градскиот стадион. Тоше, на брзина, да не те задржуваме многу. Извинете, грбака. Ако не. Добро вечер, поздрав до гледачите на. Значи, Тоше, само на брзина да ни кажеш како одеа подготовките, задоволен ли си од се она што се случуваше и нешто малку за гостите, кои ќе ти бидат, како ќе бидат, кој дојдоа, кој не дојдоа? Да, одличен ќе биде концертот. Морам да кажам дека посебна чест ми причинува тоа што е хуманитарен. Значи, во соработка со USAID, концертот е во врска за обновување на
школите. И кампањата на USAID е за имплементација на нови методи во школството, што е многу битно. Под мотото школството е еднаква грижа на сите нас, значи дека сите треба да се грижиме за школувањето на децата. Апсолутно ми се случува. Апсолутно ми е чест тоа што е концертот хуманитарен, веќе по трет пат на градски стадион. Многу сум задоволен како звучи, на пробата го средивме тонот така како што треба, бендот ми е спремен, веќе се одморивме од долгата турнеја од Австралија, односно не беше кој знае колку долга, колку што беше напорна и тешка, ама концертите беа преубави, морам да потенцирам, за многу кратко време се случија и денес сум во топ форма, акумулирав енергија изминативе 2 дена за да концертот биде како што треба. Супер, Тошо, многу среќа, значи најексклузивно од што може, значи пред концерт Тоша Проевски тука до мене, ќе се видиме пак со него. Едини не кажете, едини сте први сте што доаѓате се. Ето. Никој друг, да. Значи, Ексклузивно. ајде поздрав, се гледаме пак. И некое време после тоа снимивме и еден документарец што се емитуваше тогаш. Се емитуваше на еден и него имавме нигде пуштено онлайн, ќе го пуштиме сега на 25 јануари. Следете ги еден на еден профилите на интернет и да се подсетиме на она што го имавме и сега. Знам дека е тешко и дека веќе има многу солзи во публика и тоа не е ништо страшно. Значи ако ни доаѓа да пуштиме некоја солза и треба да пуштиме, но овде сме пред се да зборуваме за убавите моменти кои што ни ги даде Тоше, а тука е прва Сонја да ни каже, Сонја Алексовска-Неделковска, која е автор на книгата за Тоше, ова не е крај. Прва да не подсети на некои убави такви моменти. Кога прв пат го, да речам, гледаш Тоше, онака прв пат имаш некоја таква сеќавање, прв пат Тоше пред тебе? Прв пат Тоше пред мене исто чувство како и твоето што претходно го кажа, навистина беше посебен, единствен, незаменлив и неповторлив. Прв пат на телевизија го видовме на Скопски фестивал, со тоа сако кремави, да. Големко. Да, големко. И Филип беше бебе, Огнен го гледа и вика, знаеш што, го гледаш детева, многу ни беше симпатичен. И поради тоа сако што го носиш, вика, еден ден ова дете ќе стане многу голема звезда и ја ќе пишувам за него. И жена што вика, не го знаевме. И ја викам, ај доста не се занесува. Не, вика, ќе видиш дека ова дете и навистина цело време го следеше настапот и тоа зборуваше. После некој време дојде и рече, ти текнува на детето што ти кажам на Скопски. Ќе пишувам за него од Крушево, вика, Тоше Проевски, се сретнале со Копров, се договориле. Меѓутоа, Огнен повеќе комуницираше со него, а јас го видов на Еврофест и беше така во еден час се кара за награди, овие постариве пејачи, тука беше Григор Копров, вриштеја, вика, не треба Тоше да е прв, треба да биде второ место, ја треба да бидам. А тој на страна, јас доаѓам, тој се чуди, зашто беше навистина многу искрена и фина душа, мила и каква енергија. И ја доаѓам и го гледам, леле, дете, што ќе правиш меѓу овие волци? Сам му рекол, здраво, јас сум Сонја. И тој, јас сум Тоше, и стана и ми ја бакна раката, да, господин прав. Да. Сонја е инаку жената за која е напишана Сонце во твоите руси коси. Да, Огнен, незиниот сопруг, така? Да, се вика Сонја, живот е мој, Сонја, љубов, не знам. Меѓутоа, Сонја, живот е мој. нешто така, сега ќе ги сгрешив и како беа првите стихови. Па зошто не се викаше Сонја? Нема шанса да се вика Сонја. Сакав да биде песната наменета за сите девојки со руси коси, затоа што Тоше тоа толку убаво го пееше и знам дека сите девојки со руси коси беа влюбени во него. Ама ти имаш сега поинаква маичка, која што... Сега ја имам во коси да ти спијам, специјално прв пат ја облекувам во чест на Тоше Проевски. Фингерпринт ја направија, правеа некои, има некоја акција со текстови од песни
И се обратија до семејството Проески, тие дозволи до Огнен и во Коси да ти спијам. Ова е песната која има многу приватност во неа од мојот живот и од животот на Огнен и која Например, дај ми например, јас и сопругот почнавме да живееме заедно кај неговата баба. Добро. И во собата, бидејќи е драматург по професија, еве да го пофалам, првенец во класата на покоен Горан Стефановски, реков да видам од неговите книги нешто да се просветлам. Имаше многу книги и вадам една книга и паѓа една фотографија доле. И ја вртам, гледам фотографија од некоја девојка, а не смеа. Тогаш немаше мобилни, нели, и си подарувавме од матурска фотографија абсолвенти. Го гледам Огнен, само му читам на фаца, леле, кај излезе оваа фотографија, од кај падна сега, се сикам да врескам, да го фатам за тие коси, ти имаше тогаш густи коси. Што ќе каже баба му ни донесе невротична девојка. И јас само ја оставив тука и викам, шо сакаш прави? Ама И ништо не ме рекол. го знам стихот. Да, и ништо не му Како кажа. беше? Дури Ме натера да ги да ги- фрлам сите слики неизини. Значи, тоа е вистинска приказна. Дури после долго време открив дека тој ги фрлил. Види, Жаре, вие машките сте така понаемни. Ние женските чак бацила све у реку. Одма пред. Ама, Да. изненадување и за тебе. Почнуваме со таа песна. И тука да ни ја испее една од најубавите гласови кај нас, Елена Ристевска. Елена Ристевска, во Коси да ти спијам. Заборави други очи, други нежни насмевки. Заборави ме натера да ги фрлам сите слики неизини. Да разчистам со спомени, да ги барам цели ноки твоите чекори, да копнеам со денови во коси да ти спијам, без престан да те љубам, во твојот нежен допир да излудам. Во коси да ти спијам, во зора да те будам, за тебе ако треба се да изгубам. Види, нешто што мислам да знаат луѓе, не дека не, ама не баш сите, тоа е очигледно е дека сите го сакаат девојки, значи очигледно, ама и тоа ше си имаше, да речам, повеќе убави девојчиња, значи така беше успешен, да речам, во тие свето, за разлика од мене, јас никогаш. Беше прав джентлмен. Многу убаво се однесуваше. Апсолутно знаеше како, со Знаеше други зборови, како, како да. што и впрочем ти кажуваш, прав господин. Но ти имаш интересни приказни од типот, вие приватно бевте блиски со Огнен и со него. Првиот албум кога го праше, вториот, третиот, така и често доаѓаше кај нас, меѓутоа се случуваше неколку пати и да донесе девојки со него. Чисто од доверба дека кај вас може од да... доверба дека јас не Така. пишував трачарски работи и така. Меѓутоа така беа тие во поголем број што ја не им ги знаев имињата, меѓутоа пиш, како многу се снаоѓаш? на крај дојде еднаш едно девојче и викам, леле душа ти беше од Неготино, не од Куманово, леле се извинувам, повели влези, така да. И од тогаш реков веќе не зборувам за девојки и многу ретко зборував за тоа, само го прашував дали си заљубен, дали да, убаво девојче, Се повеќе заљубуваше? со Огнен.
Па добро, тој беше спрема сите добар, повеќе со огнен на таа тема зборува, јас повеќе како се твоите, како е Кристијан, растеше паралелно со Филип, баш се само 6 месеци разлика и многу зборувавме за негови, многу ги обожаваше внуците. Исто интересна работа е дека мислам дека дали пишува во книгата ќе ми кажеш така се заинтересирал кога ја видел прв пат Елена, која сега ни пееше Да, тука. често одеше надвор, да, имаше многу настапи, кога ќе дојдеше во Македонија, ќе гледаше нешто телевизија и честопети ќе ми се јавеше да ме праша некој пејач кој е овој Да. така што ќе се појави, тогаш беше во потрага под звезда. М2. На М2. И се јава една вечер и вика, да те прашам нешто. Кој е она девојче со шаренине чорапчиња? Сите тоа го прашуваа. Многу убаво пее. Ја викам и изгледа. Убаво девојче. И кажав Елена Ристевска. После како се запознале, што знам дека ги врзуваше многу големо Види, ќе ја пријателство. прашам. Елена после ќе дојде, ќе ја прашам. А имаме уште едно убаво девојче и следна надежна и успешна на македонската сцена и баш ми е кејф што е тука. А тебе би ти се заблагодарил. Благодарам. Многу ти фала што дојде да споделиме дел од приказните. Ќе продолжиме ние сега со една многу убава песна, многу убава девојка, Ледена, Гуру Харе Бенд и Антонија Гиговска. По тебе само се крсти, баш би сакал да те добро со прсти. Јас не сум тип за авантури, ти ги раѓаш моите бури, за мене ти знам следена. И гледам секој жив по тебе само се крсти, баш би сакал да те добро со прсти. Тој поглед се ми значи, ке ти дарам топла душа, твоето срце лек што зрачи, ке се стопи, ке ме слуша и би дарил вишни неба. Дај ми место покрај себе, ти си со она што ми треба, никој не како тебе. И ледена, и медена, се правиш своја, но вечерва ке посакаш што да бидеш моја. И ледена, и медена, и каква да си, верувај ми, ке нема кој да те спаси. И тоа не шола, туку уште подобро. Гиговска! Браво! Браво! Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто од чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Доаѓа зимска ноќ, паѓаат први снегови. Мајде пробај ме на -20. Потопло, поевтино, поквалитетно. Еко Лайф Пелет за вас. Погледни поинако. Не сум само празна кутија. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од хартијата и од композитот во новите сини контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак.
Крал, нови правила. Сега пеам заљубен, преград отворам јас. Слејан сум со пролета и со се во овој пот. Крали Марко, пиво за уживање. Една поинаква планина во едно поинакво светло. Проверете во нашиот ски календар на skimavrovo.com. И ова лето помини си фараонски во Египет со савана. All inclusive сместување во хотел со 4 звезди и авиокарта по цени од 329 евра. Уплатите се веќе започнати. Не чекај, пакувај се за лето 2019 со савана. Што се друго изгледа помало. Стоби Флипс Магнус, голем флипс со збогатен вкус од 30% кикирики. Витаминка. Прочитај повеќе. Во месецот на виното и љубовта, миленикот на сите генерации, единствениот Желко Самарџич, 16 февруари, Випарена Борис Трајковски. Билети преку купи карти за се, Пола Југотон, Цвеќара Розеверо 2. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Не ве видов, тука сте биле. Имам нов збор за денеска. Фермви значи носталгија, ама не е обична, него носталгија за место кај што не си бил, значи како да сакаш да не си во местото каде што си во моментот. Нешто како јас во моментов. Мамо, тата, ова жаре, дечко ми. Фермви. Сакам да кажам без разлика на кој јазик е, некои нешта сите исто ги чувствуваме, некои нешта сите исто ги сакаме. Како на пример добра шолја чај. Спасувај, Good Nature. Спасувај, брату. Имунитетот знае да падне во овој период од годината, затоа ве молам, внимавајте. Добра помош може да добиете од Good Nature, ацерола и аронија, тоа пијам денеска. Вистинска ризница од витамини и убави работи за зајакнување на имунитетот. Good Nature, ацерола и аронија. Во време кога навистина ни е важно што јадеме, со што се храниме и кој е потеклото на производите, убаво е да знаеш дека јадеш квалитетно. Затоа кога станува збор за млечни производи, изборот нека ви биде малешевски производи. Побарете во синото лого на малешевски производи и добар апетит. Мешевски од денеска не е мешевски, тој е малешевски. Поздрав за девојките од Пешенел Power, Елена Лука, секогаш сум скоцкан добро заради нив.
И поздрав до Златен Даб, се гледаме вечер, пријателе. Чекајме број 1 пиво дефинитивно. Продолжуваме ние понатаму со емисијата. Го спомнав не за Джаве Харе и бендот, бидејќи ова е добар дел, како што реков и претходно, од бендот на Тоше Харе. Ти, мајсторе, свириш со сите. Со Джамбазо си годиништа, со Нокаут, со кој не. Си свирал како сешен музичар на многу албуми. Со сите. Со сите, буквално може да се каже. Кажи ми сега чисто онака, баш од памет прво што ќе ти дојде. Што го правеше Тоше различно? Љубовта према музиката, посветеноста, разбираш. Тоа, како да кажам, кога си у тој еснав, кога се занимаваш со музика, едноставно веднаш го приметуваш. Кај таквите како него. Безусловно, значи, музика 24/7, што тоа значи? И работна етика, и страст. Апсолутно. После тоа се си доаѓа онака и добро воспитано момче, значи нешто што ми остави многу голем впечаток. Дејќи он беше релативно помлад од нас тогаш. Апсолутно. Онака беше 15 минути пред сите на проба, остануваше до крај, не знам како да кажам. На вистина беше посветен. Апсолутно. Апсолутно. Да продолжиме ние со музика. Сега имаме една песна која не е од Тоше, но сепак е од Тоше. Песната ја пееше нашата Елена, но сепак ја напиша Тоше, така музиката е негова? Така беше, да. Значи песната се вика "А можевме", од се разбира Елена Ристевска. Аплус. Помала соба јас, сама на крај на вечноста. Една желба, една соза и една тивка молитва. Да бидам посилна и тебе да те преболам. Тамо кај што има сјај, кај љубовта што нема крај, таму одам јас да бидам посрекна. А можевме повеќе да имаме сега, но среќата ко сон и бега, како со солзи печа, нека теча, лесно душо ти ме даде, зар по-добро ти не си знаел, и кога ја љубеше мене, ме губеше ти. Можевме повеќе да имаме сега, но среќата ко сон и бега, како со солзи печа, нека теча, лесно душо ти ме даде, по-добро ти не си знаел, и кога ја љубеше мене, ме губеше ти, ме изгуби. Таа соба јас и сонев сите соништа, дека до мене се будиш и ми велиш ангелу. Ова утро повторно јас те сакам најмногу, но друга мојот сон го зема, од ден и ног за мене нема. Те краде таа од мене, веќе знам за неа, среќата до сон и бега, како со солзи печат, нека течат, лесно душо ти ме даде, по-добро ти не си знае, кога ја љубеше мене, ме губеше ти, ме изгуби, ме изгуби. Еден на еден, овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Елена, ова беше, види, кога слушаш вака Сонја, нели, кога го кажа ова, за чорапчињата и за се, како се чувствуваш? Мислам, тебе ти текнува прв пат кога си се запознал преку SMS. Да, го побарал бројот од, не знам, луѓе што ги знаеме и двајцата, и беше интересна, гласеше, не знам, од типот на би сакал да се запознаме и така натака, твој колега. Немаше кое име, А ти појма немаше кој колега? Да, немав појма, да. Потоа, кога видов кој е бројот, односно кога проверив чиф е бројот, сватив кој колега, да.
Така што почнавме да се дружиме стварно многу интензивно во тој период и првото запознавање беше на, мислам дека се викаше една манифестација каде што победи Катерина Ивановска, Look Model Search. Добро. И таму всушност имав настап. Ти пееше? Да, пеев и дојде на пробата. Добро. И беше многу интересно нешто што ја сега разни мажи во животот сум сретнувала, ама толку кавалер како него, мислам дека не сум сретнувала до сега се уште. На средбата донесе една интересна кутија со чоколадца француски, ама многу онака убаво избрано со стил. Добро. Беше многу кратко, бидејќи беше за време на проба, секако немавме време многу да позбориме, ама од тогаш почнавме да се дружиме стварно многу. Значи, во смисол на бевме на некој начин сродни души. Не можам да карактеризирам или да кажам дека сме биле другари најдобри и слично, дека сме се гледале секој ден или дека сме се слушале секој ден, но секогаш бил исти константен односот во смисол кога и да сме се чуеле, таа ведрина, таа позитивна енергија која што и другите негови соработници го зборуваат како факт за него, навистина беше така. Значи... И ти ми кажеш малце повеќе за тоа, ќе чепнеме малку повеќе за дружењето, а сега уште една песна сакам да чуеме, ама сега ќе чуеме дует. Значи Антонија Гиговска, Александар Тарабунов ќе испеат Волим осмех тој. Антонија, браво! Што убаво, браво. Се гледаме за брзо. Продолжуваме ние со Елена. Што сакав да те прашам? Една работа е зошто ме копираш во стилот, а втора работа... Не, втора Како работа... можевме да се обичаме исто? Гледај, цело време збориме за енергија, што е имал. Ете тоа. И гледај сега, од машки аспект тоа е супер, значи однаставно си магев сам се. Прашањето ми е како од женски аспект да се запознаеш со Тоша, а да не се заљубиш стотка. Или да се заљубиш. Не, сериозно, знаеш? Пошто тоа е како најдобрата девојка, најмагичната да си ја видел. Реално така. Добро, немаше некој што не беше заљубен во него без разлика дали го познаваш или не. Така што сам си го даде одговорот на прашање. А тебе како ти се осеќаш онака? Знаеш? Еве го запознаваш, се дружите константно, често. Јас
кога ние всушност се запознавме, нели го познавав само како пејачот Тоше Броевски, нормално, но подоцна како што го запознав како човек, уште повеќе ми беше залепен за срце како човек. Пред се како другар, бидејќи со таков тип на темпо на живот и на професија, нели каква што имаме ние, посебно во тој период, бидејќи тој беше многу голема звезда, јас бев на почеток на кариера, да речеме, на зачетокот тоест на моите почетоци, некако не се замислував себе си во некаква си посериозна приказна. Не знам зошто, ама убаво знаев да си го исконтролирам тоа убаво чувство што го имав за него. Последен пат кога го гледаш? Кога го купи, односно кога го доби, купи се едно, кога го имаше веќе новиот джип, беше последната проба пред последниот концерт. Тоа беше 4 октомври. Мислам дека беше 5 октомври последниот концерт, колку што памтам. Тогаш се видовме на пробата и она што беше многу интересно, јас сакав да му пуштам една моја нова песна во тоа време, нели? Кревета 2 се вика таа песна, подоцна и моја посветив, веќе е стара секако, ама во тоа време имаше едно моје чувство на фестивал кај што му ја посветив нему. Бидејќи он ја слушна прв. Тој да се пофали, нели, со новиот джип и така натаму, се зазбуравме саат време. И сега не знам дали беше овој состав на бенд, ама се сеќавам дека го немаше некои добри, нели, саат време, можда и повеќе. Да, не беше на пробата едноставно. Си седевме надвор, си зборавме. Па тој беше бендот. И мислам дека се појави Роки, кој што моментално не е тука, и дојде и вика, шо правите овде? Саат време дека... И само се насме и кој можеше него да му се налети? Никој не може. Елена, ти благодарам. Ти благодарам, многу чест ми е што дојде да ги споделиме приказнива. Продолжуваме со уште една песна. Тара ќе се врати сега сам, значи Тара ќе испее, ова е убава стара. Сонце во твоите руси коси, да ја чуеме. Александар Тарабунов и Гуру Хареден. Од името Твое, 4 страни на мојот свет. Додека спиеш, убаво ми е, гледам и сваќам, ти си најубав цвет. Твоите очи виножито крија, о небо одам со среќа ми. Зборови барам, зборови немам, никаков тебе не те опева стих. Сонце во твоите руси и коси, ангел што љубов мене ми носи. Звезди се кријат во твоите очи, злато мое, одамна чекам да пристигнеш ти. Сонце во твоите руси и коси, ангел што љубов мене ми носи. Звезди се кријат во твоите очи, злато мое, одамна чекам да пристигнеш ти.
те опева сни. Сонце по твоите руси коси, ангел што љубов мене ми носи. Звезди се кријат во твоите очи, злато моје, одамна чекам да пристигнеш ти. Злато моје, одамна чекам да пристигнеш ти. Браво, Царе. Браво, Царе, браво. Продолжуваме ние. Тука со нас е Иван Мирчевски, кој тогаш таа 2004 на Евросонг во Истанбул е шеф на делегација. Така? Да. Тоше, тогаш голема звезда. Во да речам, можеби, па не најголема што Види, бил. знаеш како, сега ќе ти кажам. Ајде. На Евровизија кога одат нашиве пејачи звезди, тука се наши локални звезди де факто. Дел од нив беа балкански, тоа беше не само балканска, екс-југословенска, го знае во Грција, Албанија, значи тоа беше стварно тоа беше бренд на Македонија. На времето ја се кажав еднашка устав и оние претходните негови менаџери дојдоа ми се налутија како јас сум кажал дека тоа ше устав, мислам. Тоа се луѓето секој со своите мани, нели, и предности. Таму кога ќе отидеш на Евровизија, ако доаѓаш од овие простори, ти си unknown за нив, тотално. Мене ми е криво што Тоше никогаш за Евровизија не доби песна. Например, јас сум несреќен што Тајно моја не беше прв пати. Апсолутно. Тоа ќе направиш, ако мене ме прашаш, парче на Евровизија. А добро, немаше некој што таму го забележа макар како талент, па да рече. Сега ќе ти кажам, ќе ти кажам на историја која што до сега никаде ја немам кажано. На Евровизија секогаш па магнет за познати менаџери и особено новинари кои што доаѓаат и од другата страна на барата, од Америка. На Евровизија кога се оди имаш право да имаш и 3 до 4 пресконференции каде што се обрекеш на новинарите од многу земји, Европа. И доаѓа на лико завршам и приоѓа ме вика јас сакам да се запознам со Тоше, мислам дека Тоше ќе направи топ кариера во Америка. Ако го гледам. Американец. Американец, англиски зборуваме. Ликот ми е познат од негде, викам ме знаеш? Викам ликот ми е познат и се углавам нешто кога си вртиш и знам дека имам 2 книги дома. Добро. Фред Бронсон, еден од најпознатите колумнисти, автори на Билборд, америчкиот магазин. Значи, ако Фред Бронсон реши дека некој треба да стане звезда, исклучително влијателен, сакаш да кажеш. Фантастично влијателен во Америка, не зборам, во Америка. И вика ја мислам дека Тоше може да направи кариера во Америка. И се знаеш како, завршува пресот Тоше дава интервјуа, ја онака упаникам, леле човек, вика беве шанс и ние да имаме наш човек од другата страна на барата, па е нека проба. Трчам кај ја, викам ја, чекај, ќе видиме и тоа трае ден-два убедување, вика ме гледа на следната пресконференција, вика ја, господин Мирчевски, што направивме? Ќе направиме еден ручек вечера, било што се запознаеме. Викам, господине, нешто нема интерес во моментов, ај ќе видиме, оставите ми остави визит карта и тоа за жал пропадна. Тоа беше фантастична шанса, не само за Македонија. Ја не знам дека некој од Балканов успел и имал некаква теоретска шанса да направи кариера од другата страна на Атлантикот. И пази, пак ќе ти кажам, Фред Бронсон е име кое што значи. И тоа се утна. Штета. Чекај, ти седиш таму фактички кај што се сите, цела Европа, нели, фактички сите медиуми, тука, на едно место. Да, тука, знаеш, ако тука доаѓаат и државни телевизии, но доаѓаат печатни медиуми, тогаш многу и немаш интернет. Ама тоа е голем притисок, сакам да кажам. Знаеш, врз него, како се носеше за време на таа Евровизија со тој? Значи, он беше hard worker. Како што кажа и Харе, апсолутно. Значи, тој човек у хотелот имавме среќа што имаше во самото фоаје една просторија идеална за вежбање, имаше огледало и по цел ден по 5-6 сати ја пееше лајв. Значи, ќе отпее лајв, една варијанта, втора варијанта, со Тамара беше бек вокал. Мислам дека беше Тамара, дека беше и Масе, Масевски Масе беше и мислам дека... Па и Роки беше. И Роки беше, така, да, и Роки беше, да. И
И уште некој беше и Фани, мислам дека и Фани беше, ако не се лажам, и Фани дека 4 бек вокала имаше во тој момент и вежба, мислам, неверојатна енергија да се успее да се биде најдобар. Да се извежба една песна од 2,5 минути. Многу па исто имаше еден фантастичен момент, пошто Тош имаше у себе страшна љубов кон Македонија. И на оние они ги викаат као дресинг рум, каде што се преслагаш или се спремаш за пробите. Имаше срциње, тоа беше дизајнирано стилско срце. Евровизија. Таква Евровизија и пишуваше фирма Македонија. Како што влегуваме, он зема тоа шкрта лево. И идеме ние, проба се враќаме ново срце за пак со фирм. Овој папа мина. И другиот ден ме вика тој главниот што е на Евровизија. Директорот вика, слушај, уште еднаш како ова се деси, вие седите дома. Викам, нема бе, Тошка. Аман човек, дај бе, батали го, викам се, осте го, не може овака. Овака не можам, ја не може, не влегувам овдека. Абе, викам, дај бе, осте го човек, осте го. Ја истеравте битко? Абе, истерав, госте на крај. Викам, немај молим да човек ќе се отидеме дома. Значи беа многу љути, грците страшно беа љути, али неверојатно они го знаеа веќе Тоше. Да. У тој момент го знаеа што 2004 више Тоше беше таблинат звезда на балконот, знаеш. И имаа страф во тоа прашање, како ќе помнеш, ќе му придава сериозно значење. И ти викам, беше многу фајтер околу таа приказка, околу името. Чекај, ти вака од по медиумски, менаџерски коса црта аспект, како го доживуваше моментот што така барем знаеш сите зборуваат дека сите сопки му ставале се додека не замине и од тогаш. Ама еве ќе ти кажем проста математика. Гледај. Значи, кога објавивме дека Тоше ќе биде еден пеач, а авторите треба да прават песни, ако до тогаш на конкурсите се пријавувале помеѓу 130 и 150 песни, за Тоше се пријавија 40. Значи имаше таков анимозитет. Мене ми е грдо сега да спомнам имиња, нема да спомнам имиња, кои што правеа се живо само Тоше да не добие песна добра за Евровизија. Имаше и пеачки, и пеачи, и продуценти, и менаџери. Значи, таков анимозитет, таква негативна енергија, насочена према Тошка, за да не добие песна, тоа беше чудено. На крај седнавме, видовме дека имаме добри 20 на песни. 25-30. Се собра една група на жири која што претходно беше направена и со него заедно, него го прашувавме, се направи еден албум, ако памтиш во тој период, се издаде албум, че мислам дека беа 12 песни, ако не се лажам, од тие што беа, но беше толку на мускули, толку беше мачно, толку беше со една негативна енергија испратен, мислам повеќе љубомора отколку негативна енергија. Неверојатно. И исто од таков медиумски менаџерски аспект, ама искрено, колку и да е клише, мислиш дека може да се повтори таков талент? Боже сачи. Види, јас би бил најсреќен на свет реално да зборуваме, зашто пази, кај Тош имаше една работа која што ја тоа го викам светло над главата, звезда. Тоа е харизмата која што имаш. Значи ти одиш и ти свети над главата една сијаличка која што сите ја гледаме дека е сијаличиште. И е магнет. Абе тоа е нешто што свети. Нема врска да ти збориш мексички, македонски, српски, бугарски. Кога ти имаш таа сијалица, тоа е харизмата и тоа е нешто што независно да си пеач, водител, басист, бубњар, нема врска што да си автор, текстописец. Тоа го имаш, тоа кај Тоше го имаше енормно многу. Неверојатно. Од друга страна, убаво вика Харе, он беше неверојатно фин и културен. Значи, он не глумеше, кај него ја немаше глумата. Тој ако си се поналути, ќе се поналутеш, он беше љутко, да не се лажеме. Добро, кој не? Значи, он стварно си беше љутко. И тука нема муабет. Се љутеше, например, на себе си се љутеше, после првата генерална проба имаше малце проблеми со грлото. Не можам да испеам, не ќе можам. Абе, ќе испееш, како нема да испееш. Мислам, знаеш како, беше и многу самокритичен по тоа прашање. Али неверојатно колкава таа харизма ја носеше, нешто што дај Боже тука да се појави новија простори. Дај Боже. Има фала. Многу ти фала. А ние продолжуваме. Следен што ќе дојде тука е Кристијан, неговиот внук за кој што веќе многу знаеме, ама ајде да направиме едно интервју. Ристевски е тука. Актуелен со We Are Blood. Така, има спот, оди во позадина и спотот. Ај на брзинка за песна ја направи Енди Рајт? Да. Така? Песна ја направи Енди Рајт, значи стандард што си ги правеше англиските песни на Уиковина.
албумот Hardesting и сега и на новиот Secret Place. И баш тоа беше само негова желба. Задоволен си вака реакции? Браво, Кристијан. Топ. Само напред. Само напред. Тоа беше негова желба. Да, онака, знаеш, лабаво вика, ајде да пробаме да го направиме. И изгледа тоа што излезе. Точно. И супер изгледа да ти кажам. Кажи ми вака сега, некои си најграни или не знам како да кажам спомени од војкоти, кои ти се вака или на што прво ти текнува тоа рано време кога беше ти малечко дете? Има многу, али Онака нешто. Како беше тој према тебе? Па најдругарски. Така? Најдругарски. Сега ми текнува во Крушево кога ги мислам дека ги снимаше гитарите за The Hardesting албумот. Добро. Во соба си свиреше на акустична гитара и ме замоли да го држам микрофонот, знаеш, за да ги свири јас со акустичен микрофон си држам. И пробував, јас викам кратко, ќе трае тоа малев, колку на 10-11 години. Добро. И си пробувам, држам јас микрофон, тој си свири, си мижи, си свири. Една песна, две песни, ми се смачи. 2-3 песни, менувам рака. Уште 2-3 песни, сега викам, не можам толку, ќе заминам. Ќе му кажам. Да, тој си мижи, си свири. И си викам, ќе се направам сега дека некој ме вика од доле. Добро. И го фрлам микрофонот, тука паѓа. Майк дроп. Да. И низ врата. Ти кога мал ми имаат кажувал дека мислам знаеш во моменти кога не си свесен точно дека оди на турнеја или што и да ти си знал да си седнеш пред куќа и да си го чекаш. Па да. Тогаш исто така имав околу 9, 10, 11 години и не бев свесен дека тој е толку популарен и прави турнеи сегде, значи низ Југославија, низ Австралија и Канада. И не бев толку свесен, јас си го чекав пред куќа за кај да ќе дојде. Кај да ќе дојде, за да ми тогаш ми преснимуваше многу CD-на игри и тогаш слушав многу. Почнував да слушам метал, хеви метал музика. А он што мислеше за тоа? Да, топ. Да. И ми преснимуваше тие, браво. да, вика сите деца на твои години растат со Златно Славиче, ти растиш со супер. Со чудовиштата од Iron Maiden и Металика. А кажи ми Тоша, кои групи метал ги сакаш? Па лично мислам дека White Snake најмногу, Металика, Skid Row, топ, Guns N' Roses. Тие стандард, да, кул. И кога свати дека е толку популарен? Знаеш, имаше некој таков момент кој ќе вау, чекај. Вујком е стварно популарен. Па тоа го сватив веќе на предпоследниот концерт на Градски 2006 и на последниот 2007. Тогаш би им беше веќе јасно. Макар што на 2007 последниот имав јасен проблем, така бевме во Злокуќани пред концертот. Добро. Во куќата кај што живееше, игравме PlayStation. Јас тогаш имав навика, јадев многу благо. Добро. И испив цела туба чоколаден прелив. Играв PlayStation и испив цела туба чоколаден прелив. Да, си играв. Како на филмоина. Да. И пола сат пред пробата добив трување на желудник и наместо на проба директно во болница, на болница на Градски. Он со тебе цело време? Да, сум. Јас јас на пробата. Срам да ти. После години што поминуваат, луѓе уште доаѓаат во Крушево нормално. Да. Цело време. Како е, знаеш, како е чувството да луѓе доаѓаат години отпосле заради вујкоти, ти си тука веројатно сакаат да се запознаваат со тебе, знаеш, да те прашаат што мислиш, како мислиш. Како се носиш у некои такви моменти кога, знаеш, ти доаѓа тешко си викаш, абе чекај, знаеш, јас сум и свој човек, знаеш, има и такви моменти. Има и такви моменти, знаеш, да, сега последно се идентитетот ти е внукот на Тоше и знаеш, тоа е проблематично. Да, тоа малце ми пречи. Знаеш, не треба мене да ме споредуваат. Вујко ми беше единствен легенда. Преголеми чевли да се пополнат, знаеш, кога ќе ти речат наследникот или нешто такво. Не доаѓа во обзир. И за младите девојчиња во публика, дали си сингл да им кажеме? Па да. Тоа е тоа. Туко, We Are Blood, слушнете си ја We Are Blood, побарајте си ја, ти благодарам што дојде и емисија ќе си ја завршиме на еден многу убав начин, бидејќи и Елена, и Тара, и Антонија, кои што ни пеат цело време, сега ќе пеат нешто заедно и ќе ја испеат Срце ни е камен. Можеме, Харе? Може. Срце ни е камен, Антонија, Елена и Тара.
Разбира се, им благодариме Елена, Антонија, Тара, Гуру Харе Бенд. Изненадување вас ве чека на facebook.com/1 на 1, значи одете на нашиот Facebook, некој од вас си добива пакет од нашите пријатели. Значи имаме Good Nature чајчиња, имаме витаминка, секако подароци, имаме Viva премиум сокови, значи пакетот за гостите, тоа ќе биде ваше. Одете на facebook.com/1 на 1 и уште еднаш подсетување, значи за роденденот на Тоше, следете ги 1 на 1 профилите за документарецот кој ќе го пуштиме прв пат после многу години. Завршуваме. Се надевам ви се допадна ова нешто и еден апел до сите. Вакви работи за Тоше нека се прават почесто, најмалце е тоа што го заслужува. Ви благодарам што не гледавте Гуру Харе Бенд. Фала ви, мајстори.